Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Како што се договоривме, така и ќе правиме. Значи, нашата битка ќе продолжува. Благодарност до сите кои што останавте достојни на сето оно што го правиме со години уназад. Благодарност до сите кои што во голем број бевте вчера со нас. Битката продолжува. Едино што можам да ве обавестам сите е тоа што вчера баравме повторно да се истражи, да се процени, затоа што информациите кои што се дадени се многу штури и се сомневам во сето она што се прави со овие клучни докази за Македонија. Пред Ојо-Кочани барам да се вратат во Кочани и да покренем иницијатива за доистражување од странство, од друга земја, кој што ќе го проценат и времето од кога потекнуваат и кој што ќе проценат дали са од древна Македонија или дали е отоманско, како што сака некој тоа да го произнесе. Ама до тогаш ќе чекаме, затоа што овие клучни докази за Македонија, според нас и според мене како Владо Павлов, требале да бидат во Кочани и треба да се вратат назад, за да наш тим, наши проценители од друга земја донесеме и да ги ја проценат староста и доказите од лица од Музеот на Република Македонија, дали истите тие се отомански. Битката нема да остане така. Јас со секоја нова информација ќе ви известувам, затоа што постои голема веројатност за нешто многу големо, за кој што не смеам да ве информирам, бидејќи постапката започнува и трае и ќе трае. И во таа постапка едино што ќе бараме од сите вас поддршка е тоа да најдеме тим кој што од друга земја ќе дојде и кој што ќе работи за анализа за временскиот период и дали е тоа отомански или е древно македонски символ, како тоа што Владо Павлов тврде. Инаку, за сето она што не теретат е тоа што сме го чувале. Наводно, лица од институциите кои што биле кај Владо Павлов, а тоа и некогашниот Паско Кузман, кој што ги видел сите овие работи, лица од ОВР Кочани во тој временски период, кои што ги сликаат и ги оставаат на милост и немилост. Значи, уште еднаш, ние и понатаму ќе продолжиме да се бориме. Докажувам и ќе докажеме дека со право сме го чувале, затоа што институциите го отфрлиле како битен доказ и кој што во иднина треба да се сноси голема одговорност. Тоа е околу Ојо-Кочани. Другите информации кои што
ќе ги имате, ќе доаѓаат секојдневно. Ќе чекаме на одлука да се вратат во Кочани, со напомена истите тие требало да стоат во Кочани, бидејќи сега бараме ние наши проценители кои што треба да ја кажат вистината, бидејќи сето она што го слушна вчера е многу штуро, да постои археолог, да не знае што е цвеќе на животот и да запишал наводно дека се работи за отомански надгробен споменик на кој што има растение некое. Растение кое што било клесано на мермер. Така да овие штури информации кои што се доставени од ОВР тогашно довлочени, ми се многу штури до Ојо Кочани, затоа што реагирав и барам повторно да имаме проценител, ние наш, со кој што се сомневам дека се отомански, поради тоа што на истото цвеќе на животот, например, имаме афионски чушки кои што ја символизираат Македонија и Македон. Уште еднаш, благодарност до лицата од Ојо Кочани со кој што бев вчера на сослушување. Правдата мора да победи. Благодарност до одлуката која што одлучено да има музеј во Кочани, што беше и моја цел за сиве овие 20 години. Благодарност до сите вас кои што бевте вчера со Владо Павлов, додека беше во Ојо Кочани. Јас нема да престанам овде. Секаде на секоја покана ќе бидам присутен со напомена дека мојата цел е да ја докажеме вистината, зошто институциите овие значени докази според мене ги оставиле на милост и немилост, зошто ме теретат кога се били информирани и Паско Кузман и сите, и дали има нешто за кое што се уште морам да молчам, а се воде постапка со еден таков обвинителен акт. Значи, ќе почекаме некој одреден период да стигнат во Кочани, бидејќи и овие докази требало да бидат во Кочани. Зошто во тој временски период тој обвинител, кој што е исто и обвинител во тој временски период поврзан со Пулс, дозволил да се изнесат од Кочани, ќе покаже времето во иднина. Ќе почекаме уште некој период, кога ќе пристигнат во Кочани, ќе бараме поддршка за сето оно што го правиме сите ние, во погледот на овие проценители од друга земја, кои што треба да се спротистават на нашите проценители, како што е запишено и како што доставиле дека се работи за отомански надгробни споменици и дека се работи за некој вид на растение, за мермер и наводно дека тоа било клесано. Со напомена, отоманските символи никогаш не прават ликови на растенија, освен на арапско писмо. Отоманските символи немаат истакнувано ликови на афионска чушка, лик исто така на матицата, каде што ние треба да докажеме дека се работи за значајни докази за Македонија, посебно за мојот град Кочани, на кој што целиот мој живот го вложив овие 30 години, на кој што како лавови се боревме, а еве сега дојде денот, дојде мегданот
да се спротиставиме со сите оние непријатели на македонизамот, да се спротиставиме на сите оние кои што во минатото се доближуваат до Владо Павлов, велеа дека тие не се значени докази, ако биле значени ќе биле земени. Знаете за кого зборувам, каде што верувајте ми дека и тие лица нема да бидат одминати од сето оно што во наредниот период ќе се случува, затоа што овој терор кој што го поминувавте сите со мене од оној претрес наводно за надрилекарство во Кочани си имало посебна цел, а таа цел е да се земат овие значени докази за Македонија од тогашно УВР Довлочани. Бог нека ни е на помош на сите нас. Ве сакам сите љубов и само љубов од Пелагонија. Борбата ќе продолжи и од овде од Пелагонија кон Кочани, затоа што јас моје Кочани го сакам во мир, љубов и хармонија и го гледам онака како што некој сега и денес, доближувајќи се до Владо Павлов, следејќи го Владо Павлов, добивајќи информации кои што подоцна ги користат за злоупотребување на нашето и на моето дело, а со цел тие да се нафатираат. Така да овој терор низ кој што поминувавме сите ние, и јас како Владо Павлов верувам дека доаѓа до крај, а уште пред многу години имам кажано дека правдата секогаш доаѓа, не може да забави, иако трае долго време. Околу другите случувања кои што е покрената оваа иницијатива поради вистината за Пулс, како што гледате, информациите кои што ги дадов првиот ден како специјалец, веќе од еден новинар се потврдуваат, а и тоа е веќе доказ за сето оно што допрва треба да се воде нова постапка, да не се дозволи овој објект во Кочани да биде струшен и дислоциран, затоа што уште има докази кои што истиот оној обвинител, кој што е поврзан со Владо Павлов во тој временски период од свеќето на животот, треба да доработи уште докази кои што се поврзани со експлозијата што се случила и од кој што паднал покривот. Токму поради сето ова, имам сознание дека на 31 немало што да прават археолози, па се собрале на Нова година и го проценувале цвеќето на животот, кај што кажуваат дека тоа е отомански символ, надгробен споменик, и дека е некое растение на кој што било исклесено од отоманите. Така да, доколку го сакаме да се бориме со вистината, ќе продолжиме. Јас нема да престанам и покрај сите тие нанесени штети кои што се прават врз мене и по мојот живот и на финансиски план, али ќе докажам дека ова секташка организација, која што е врв на сатанизам, треба да заврши и да отиде во историјата, заедно со нивниот буф, заедно со нивната подземна темна царица или кралица Лилит, заедно со нивните символи на Таурус и заедно со сето оно што го прават против нашите деца и на кои што секогаш треба да има за нив деца кои што треба некој да ги жртвува. Да е вечна Македонија. Македонија е земја секогаш на љубовта, на мирот.
Македонија е земја каде што секогаш македонците како борци се бореле против Молохот, тој го правеле против Дарий трети, на кој што бил најголем поклоник на Молохот во тој временски период. Македонија е земја каде што во многу блиско време, после расплетувањето на сите овие сценарија против Владо Павлов, ќе дојдеме до клучниот доказ за Александар Македонски. Да живее Македонија, ве сакам сите, ви благодарам, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Секогаш ќе бидам транспарентен со вас и секогаш сето оно што треба да го знаете, ќе го знаете. Ќе чекаме на Ојо Кочани да ги врати сите овие докази, за да ние донесеме наши проценители од друга земја и да докажеме дека тоа се наши клучни докази за Македонија и за нашиот прв цар на царевите и крал на кралевите Македон, кој што се крие позади афионските чушки. Уште еднаш, ве сакам сите, ви благодарам, продолжуваме најсилно, затоа што сето ова не води до вистината за Александар Македонски и неговата поврзаност со Кочани, на кој што ги се спротивставиме на сите оние заговорници со геоглифот и сите оние што наши Кочани сакат да ни го преместат во Охрид, во време на случување со Исус Цезарион, во време кога Охрид бил бара. Барата плиска, а некогашното правилно езеро, налик на денешното Охридско, било на територија каде што го имало најубавиот ориз во целиот свет. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Кочани мора да биде град на светлината и ќе биде заедно со сите вас и со сите македонци од целиот свет. Уште еднаш, нашето национално македонско знаме да ни биде вечно на сите македонци од целиот свет и да си го сакаме македонскиот кутлеш, затоа што тој е Богот во нас, тој е оној кој што некогаш пред да биде символизиран од Филип како кутлеш, бил свеќето на животот. Да живее Македонија, се слушаме со нови детали, откако ќе се вратат назад во Кочани, овие клучни докажи според Владо Павлов, и каде што ќе бараме подршка од сите вас за проценител кој што треба да ја докаже вистината, бидејќи овие информации се штури од Музеот на Република Македонија, кој што не убедуваат дека тоа се отомански символи и кој што не убедуваат дека тоа се символи поврзани со отоманите. И едно што ми е штуро е тоа што на тему да прашаш што е цвеќе на животот ќе ти кажат, а археолог да не знае што е цвеќе на животот и да кажува дека некое растение било тоа исклесано како надгробен споменик со димензии тија и тија. Па самите вие одлучите што се крие позади сето ова хајка против Владо Павлов. Се има свој крај, откако настанал и секој почеток. Мораме да издржиме, знаеме ни што се поминувавме, битката ќе продолжи се до конечното расплетие, кое што е поврзано со вистината за Кочани и Александар Македонски. Уште еднаш, останете во мир, љубов и хармонија. Ви благодарам вчера што бевте сите во мир и љубов. Ке чекаме на сите оние нови случувања. Најпрво ке чекаме да се вратат во Кочани, а зошто тогашниот обвинител ги изнесол од Кочани, од Ојо Кочани или од ОВР Кочани, ќе покаже времето. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија и за нашите македонски цареви, кои што биле најголеми просветители во тој временски период на целиот свет.